Почитувани, во Комисијата за финансирање и буџет во Собранието започнува расправата по предлог ребалансот на буџетот за 2022 година. Станува збор за најважниот документ кој има за цел да обезбеди продолжување на досегашните мерки и политики за справување со последиците од светската економска криза. Преку одговорен пристап, преку овој ребаланс на буџет, се остварува заштеда на сериозни средства кои ќе се искористат за директна помош за граѓаните и за стопанството. На овој начин се обезбедуваат 76 милиони евра за поддршка на граѓаните и стопанството, како и дополнителни 52 милиони евра за поддршка на земјоделците, за раст на платите и пензиите. Тоа значи дека во буџетот се обезбедени средства за нови таргетирани мерки кои ќе бидат за помош на граѓаните, за усогласување на платите на буџетските корисници со растот на минималната плата, како и за зголемување на пензиите од септември согласно новата усвоена методологија. Со ребалансот предвидени се финансиски средства за капитални инвестиции во делот на патната и железничката инфраструктура, гасификацијата, но и инвестиции во обновливи извори на енергија, што е особено важно во време на светска, економска и енергетска криза. И во време на криза, владата, но и парламентарното мнозинство, преку одговорни мерки и политики, успева економијата да ја задржи на стабилни основи и таа да биде ликвидна. Од тука ги повикуваме сите пратеници од сите пратенички групи да дадат придонес преку конструктивна дебата и предлози да се вклучат во носењето на овој ребаланс на буџет, затоа што тоа е битно и за граѓаните и за нашата економија. Како парламентарно мнозинство, досега сме докажале многу пати дека имаме слух за барањата од страна на опозицијата преку прифаќање на оние амандмани кои биле издржани и биле во насока на унапредување на стандардот на граѓаните. Очекуваме опозицијата да ги стави интересите на граѓаните на прво место и дека наместо со блокади и кочење ќе придонесе со аргументирана дебата и конструктивност при носењето на ребалансот на буџетот. Ви благодарам.